Ова е Цивил 7, неделно видео издание. Јас сум Дехран Муратов, а во него ќе гледате. Зборуваме за европската перспектива, европските вредности, недискриминацијата, еднаквоста. За европските вредности, мултикултурализмот, недискриминацијата, еднаквоста, за едно општество за сите, зборуваат вице-премиерот Артан Груби и координатор за интеркултурализам Роберт Алагјозовски. Токму затоа велим дека Европската Унија е најголемиот мировен проект, преку кој заедно учиме да ги почитуваме различностите. Различностите се асет, се придобивка, се колорит, но истовремено се и извор на конфликт, затоа што повеќето конфликти се етнички, верски, покрај територијалните. Тоа е така поради дискриминацијата и поради нееднаквоста. Затоа јас силно верувам во еднаквоста. Еднаквоста е формулата за мултикултурното општество. Едно општество може да биде цело и хармонично само при еднаквост, што само по себе подразбира недискриминација, туку еднаквост и во права, но и во обврски. Да се живее заедно, значи да живееш еднаков, бидејќи само еднаквите може да живеат заедно. Повторувам до досада, онака, за да се запамти, колку што е државата полојална кон граѓаните, толку се граѓаните полојални кон државата. Обштествениот баланс врз кој што беше основан европскиот сон бара целосна рамноправност. Еднаквоста е предвесник на интеграцијата и на мирот. За нас не е прашање на избор постојат или не постојат европските вредности, тие се безмалку во јавниот дискурс и во разбирањето на општествените прилики прифатени со консензус, значи поддршката за евроинтегративните процеси на земјава немаат алтернатива, за нив имаме плебисцит од граѓаните, така што ние како политичари, како влада, како јавни интелектуалци, ние ги поддржуваме европските вредности, веруваме длабоко во нив и се разбира, имаме обврска да ги направиме наша реалност. Така што, јас не би рекол дали е возможна или невозможна, тоа е трансформативна акција. И таа акција се случува во моментот, се случува најмалку од 2017 наваму и се случува преку многу акции, активности, политички ставови, овде слушнавме, значи брилјантни политички ставови и се разбира низ многу други активности, особено е битно тие да бидат и секојдневни активности на институциите, за кои што и вице-премиерот рече дека имаше период во кој што беа заробени. Така што, нели, поаѓајки од состојбата на многу негативни карактеристики и тенденции во општеството кои што беа дел од извештаите на многу меѓународни тела, кои што беа дел од нашите собствени анализи, ние решивме да речеме да изградиме оваа стратегија како еден сет на активности на различни актери со цел да ги надминеме тие негативни состојби. А тоа е повторно, значи, дискриминацијата, нееднаквоста, родовата нееднаквост, недоволната грижа за најранливите категории граѓани и секако она што е битно и поделеноста во општеството. Мултикултурноста мора да се живее и да биде функционална. Еднаквоста мора да постои на сите нивоа. Преспа форум за диалог представува државен проект во организација на Министерството за надворешни работи, а под покровителство на премиерот и владата на Република Северна Македонија. Дозволете да посочам дека се работи за амбициозна конференција од меѓународен карактер со навистина импресивна листа на поканети гости, од кои голем број веќе го потврдија своето присуство. Очекуваме навистина содржајна размена на мислења, размена на идеи, како и плодни заклучоци кои ќе стават печат не само на земјава, туку и на целиот регион. Сметам дека е тоа важен придонес на нашата земја во промоција на европската идеја или повеќе на важноста од примена на европските вредности на Балканот.
Тоа представува дел од една суштинска, стратешка политика за дебалканизација или можеби подобро за европеизација на регионот, која сметам дека во еден поширок контекст соодветствува и со Европската конференција за иднината на Европа. Во ова политички динамично време на алтернативни сценарија на Балканот, кои од различни страни пристигнуваат преку различни форми на пейпери и нон-пейпери, сметам дека создадовме автентична наша платформа која испраќа силен и прецизен одговор за тоа каде му е местото на регионот и како дотаму. Говорот на омраза зема се поголем замав. Дали говорот на омраза може да се нарече експеримент? Со своите објави на Facebook страната и на приватниот профил, истиот предизвикува национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост. Тој исто така јавно шири говор на омраза против ромската заедница, против припадниците на исламската заедница, чии што објави се во спротивност на темелните вредности на нашата држава. На 24 мај тој објави пост во кој вели, цитирам: "Глумицо една, јас не сум ти крив што се мразиш себе си и кожата ти српска во која си се родила. Не сум јас крив што си го мразиш племето свое од каде потекнуваш." Овој пост и овие зборови се наменети за припадничката на бошњачката заедница Мерсиха Смаиловик, која десетина дена е мета на континуиран напад и говор на омраза на Facebook страната и профилот на лицето Петар Богоевски. Затоа бараме кон Петар Богоевски да се преземат соодветни мерки согласно казнениот законник на Република Северна Македонија. И без да ја барам поддршката ја добив, како што еве на денешната пресконференција при поднесувањето од бројни невладени организации од бошњачката заедница, но исто така и ромската заедница излезе со поддршка, кои што и тие се здружени во одредена коалиција, како две најпогодени заедници од неговиот континуиран говор на омраза. Дали може би некоја од организациите ве одби? Пријавивме, како што кажавме, за говор на омраза, поднесов пријава во пред првиот пост до Македонскиот хелсински комитет, но потоа бидејќи продолжија неговите постови, моментално ќе покренеме постапка за вознемирување, бидејќи постовите се континуирани. Хибридните закани против демократијата се глобален проблем. Како нашата држава и институции се соочуваат со тој предизвик? И на крај, ако се сеќавате, имавме еден таков напад хакерски врз Државната изборна комисија на дента на објавувањето на избори и замислите што би се десило ако со еден таков упад се прикаже друга слика за резултат на избори, отколку што е таа реалната во кутиите на гласачите и која би била реакцијата на поддржувачите на таа партија која што би се прикажала лажно дека е победник на тие избори, кога би ги прифатила резултатите од тие избори дека се легитимни? Никогаш. Затоа што ќе смета дека е изиграна демократијата. Ова е директен напад врз демократијата како што ја познаваме и ние треба да ја најдеме формата за да се прилагодиме на новиот предизвик на нашето време, како што тој бил се уште дури од печатачот, па интернетот и телевизијата, радиото и вестникот. Мислам дека и треба се, може би ја да се заложам во владата за овој дел, дека државните новински агенции би требало да бидат многу поактивни во овој дел, а секако и мејнстрим медиумите кои што се тука пред нас да застанат на линијата на фронтот против дезинформациите, лажните вести, наменната пропаганда. Хибридната војна, заканите врз демократијата, тоа е едноставно глобален феномен. Но ние не смееме по никоја цена, како што рече вице-премиерот, да го оставиме тоа поле небрането. Џабир Џерала во рубриката Цивил во живо зборува за недискриминацијата, за европските вредности, за еднаквоста и на крај прашува можеме ли заедно, односно тоа е насловот на панел дискусијата што ќе се одржи во среда во организација на Цивил. Во време кога ние сме соочени со жестока пропаганда, црна пропаганда, која најчесто се користи со национализам, со етничка, со верска омраза, со лажни вести, со дезинформации кои предизвикуваат страф, недоверба, поделби меѓу луѓето. Многу е логично да го поставуваме тоа прашање дали е возможна или невозможна мисијата да се практикуваат, да се промовираат
да се усвојат европските вредности, а меѓу нив најважните се мултикултурализмот, еднаквоста, недискриминацијата. Тоа се области на дејствување во општеството, политиката, во институциите, во кои ние едноставно мораме да го поставуваме прашањето и мораме да дејствуваме во таа насока. И тоа не само институциите, како што кажат политичарите, се само еден дел од приказната, се работи за граѓанските организации, за медиумите, за граѓанките и граѓаните воопшто. Во таа смисла ние ќе продолжиме со поставување на тоа и таквите прашања кои се однесуваат на европските вредности, пред се на мултикултурализмот, на антинационализмот, и заради тоа деновиве повторно организираме дебата со наслов "Можеме ли?", односно ќе се обидеме да видиме како различните животни и работни средини можат да профитираат, да добијат добри резултати, да резултираат во успешен, во убав, во лагоден, во безбеден живот, токму таму каде што има многу различности. Односно, со други зборови, дали различните заедници можат заедно да живеат и да работат? Така да го формулираме. И таму ќе прашаме и бизнисмени, и луѓе од граѓанскиот сектор, од други сектори, не мора само политичари да викаме, нели? И таму се разбира, вашето учество ќе биде многу важно. Бидете со нас на социјалните мрежи, следете, пишувајте, прашувајте, се разбира, коментирајте, споделете по некоја идеја, по некоја порака. И мора да имате предвид дека вие сте апсолутно важни во време кога социјални експерименти со говор на омраза земаат се поголем замав. Ова беше се за денешното издание на Цивил 7. Повторно се гледаме за една седмица.